Едно лице е приведено во врска со грабежот што се случи вчера во НЛБ банката во Скопје. Лицето е приведено во полициската станица Киселавода синоќа околу 19 часот, а полицијата презема мерки за целосно документирање и расчистување на случајот, соопштуваат од таму. Грабежот се случил вчера пред 16 часот. Според информациите, 40-годишник, трезорски работник во банката, ставил во торба 2 милиони швајцарски франци и 270.000 евра и без да биде забележен од обезбедувањето или од колегите, излегол од банката. Според истрагата, покрадецот се трага со меѓународна потерница. Денеска официјално почнува со работа и уште една компанија од медицинската индустрија која доаѓа од САД, а инвестира во Скопје. Компанијата која во Македонија ќе действува како НЈСК Холдинг ќе се занимава со одгледување и производство на канабис за медицински цели, а планот е да вработат 200 лица, што значи сигурна екзистенција на 200 семејства, објави председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски на Фејсбук. Политичката криза во која опозицијата е втур на државата нема да не поколеба да се откажеме од борбата за подобар живот на граѓаните и во вакви исклучителни околности кои се важни за опстојување и иднината на државата, ние држиме до зборот и се трудиме да обезбедиме стимулирање на економијата и отворање нови работни места, додава Груевски. И 11-тото продолжение на седницата во парламентот СДСМ и ДУИ побараа пратениците да преминат на четвртата точка од дневниот ред, избор на председател на собрание, а пратеничката група на ВМРО ДПМН образложува дека тоа е спротивно на деловникот. На колегите од СДСМ им е многу јасно дека ова што го предлагаат е тотално неделовнички, тотално неуставно. Никој нема право да ми го одземе правото на збор, реплика и контрареплика. Граѓаните сите нас не избрале да говориме и да ги пренесуваме нивните ставови токму од оваа говорница, изјави пратеничката Благица Ласовска од ВМРО ДПМН. Македонските ловџии денеска повторно ќе го предводат протестот на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, која по 44-ти пат ќе протестира за целосно отфрлање на тиранската платформа и зачувување на унитарноста на државата. Ловџиите го предводеа маршот на 18-тиот ден од протестите и потврдија дека кога и да затреба ќе застанат на браникот на татковината и ќе останат да ја штитат заедничката татковина како суверена и унитарна држава. Тие велат дека нема да молчат и мирно да гледаат како со некои сценарија се разнебитува Македонија. Осомничениот терорист кој со камион влета во масата луѓе во центарот на Стокхолм, убивајќи 4 лица, а 15 остави повредени, го признал делото тероризам, соопшти одбраната на Рахмат Акилов. Шведската полиција претходно го идентификува осомничениот како 39 годишен маж од Узбекистан, познат по симпатиите кон ИСИС и екстремистичките организации. Неговото барање претходно за жителство било одбиено и било побарано негово депортирање од Шведска.